Добар ден, ви благодарам што се информирате преку Слободен печат. Моето име е Александра Вуксановиќ, еве ги најновите содржини од ова утро. Судскиот процес против Стојанче Јовановски, обвинет за наведување на самоубиство на Ивана и нивната малолетна ќерка Катја, продолжува и денеска. Ке сведочи братот на Ивана, Александар Стојановски. На вчерашното ручиште Стојанче го праша сведокот Мартин Саздов, поранешен пријател, дали постојано ја присилувал неговата сопруга Ивана да се дрогира и да биде заедно со него, на што сведокот одговори негативно. Саздов рече дека е скаран со обвинетиот и призна дека бил во врска со Ивана. Сведокот Саздов во своето сведочење истакна дека Јовановски се дрогирал во негово присуство уште откако го познала, кога работеле заедно во пожарна, а Ивана и Катја страдале во неговото присуство, особено откако Стојанче бил фатен со дрога од страна на полицијата. Тогаш Стојанче почнал да ги обвинува Ивана и Саздов дека го наместиле со дрога. Саздов сведочеше дека Стојанче се заканувал на Ивана дека ќе објави експлицитни видеа од неа за да ја посрамоти. Од тоа и било многу страв. Во врска со потенцијалниот серијски убиец од Старо Нагориџане, 25-годишниот Трајко Бојковски од Малотино, на 3 март била извршена уште една ексхумација, а основното јавно обвинителство Куманово засега има докази за 2 убиства. Како што информираа оттаму, во тек е процес на прибирање на докази, а се очекува резултати од ексхумации, обдукции и психијатриско вештачење на Бојковски. Обвинителството издало и наредби за утврдување на локации преку базни станици на мобилни телефони, за да се утврди движењето на обвинетиот и евентуалната поврзаност на други лица. За време на периодот на транзицијата во земјава од многумина сиромашни, видовме како малкумина станаа екстремно богати и затоа имало големо разочарување и иселување, истакна премиерот Христијан Мицковски во гостување на МРТ. Сепак порача дека ќе дојде време кога младите што заминале од Македонија од разни причини ќе се враќаат дома, а борбата треба да ја водиме тука затоа што, како што посочи, само дома си е дома. Тој нагласи дека владата работи на целосна стратегија за младите и тоа е еден од врвните приоритети и не само за тоа, туку и за формирање семејство, за поддршка за родителите. Се планира стимулативни мерки за зголемување на наталитетот, задржување и враќање на младите во земјава. Станува збор за мерки за ослободување на мајките од данок за првото дете во периодот од 1 година, за второто дете во 2 години и за трето дете се додека не стане полнолетно. Ке се менували Законот за здравствено осигурување. Во собранието денес седница ќе одржи Комисијата за здравство, на чиј дневен ред е предлог Законот за изменување на Законот за здравствено осигурување. Со предложените измени се врши усогласување со Законот за меѓународна и привремена заштита, со кој се уредува дека лицата под привремена заштита имаат право на престој и згрижување во Македонија во согласност со економските можности на државата. Припадниците на првата пешадиска бригада денеска во касарната Страшо Пинџур во Петровец ќе го одбележат денот на единицата. Првата пешадиска бригада го одбележува својот ден на 2 април, датумот на незината трансформација и преземање на задачите и одговорностите на двете поранешни бригади, со што стана најголемата борбена единица во армијата. На одбележувањето се очекува да присуствува министерот за одбрана Владо Мисајловски. Газибаба, Карпош, Киселавода и Центар денеска ќе останат без струја до 17 часот. Прекинот на електроснабдување е поради планирани работи во електродистрибутивната мрежа, соопшти Ева на Македонија. Од Ева навелат дека причината за прекините се зафати во мрежата, а граѓаните од погодените делови на градот треба да сметаат на времен прекин во текот на денот. Апокалиптични сцени од Крит. Островот беше погоден од екстремна бура во комбинација со интензивен песок од Сахара, што предизвика сериозни проблеми низ целиот остров. Воздушниот сообраќај беше најпогоден, видливоста беше драстично намалена, а беа регистрирани и екстремни временски феномени, како што се торнада. На аеродромот видливоста падна на само 1000 метри, што е нивото што се смета за забрането за слетување на авиони. Вонредно обраќање на Доналд Трамп.
Во обраќање до нацијата, американскиот претседател го бранеше војниот ангажман во Иран. Тој истакна дека САД се кратко пред целосна реализација на поставените војни цели. Според Трамп, во изминатите недели, американските вооружени сили постигнале брзи, одлучни и убедливи победи на бојното поле. Тој тврдеше дека иранската морнарица и воздухопловните сили се уништени, а ракетниот арсенал на Техеран е речиси исцрпен или оневозможен. Трамп предупреди дека Иран ќе биде силно погоден во следните 2 до 3 недели. Ќе ги вратиме во камено доба, таму каде што припаѓаат, рече тој. Уште вести од светот. Цената на нафтата расте по обраќањето на Трамп за Иран. Цената на рефинираната сурова нафта, Брент, се тргуваше на околу $100 за барел пред председателот да почне да зборува. По говорот, Брент скокна на $106,02, а фјучерсите моментално се движат кон $107 по барел. Трамп ги повика земјите на кои им е потребна нафта од Блискиот Исток да ја преземат водечката улога во одржувањето отворена на клучниот превознички пат, Ормудскиот теснес, тврдејќи дека на САД не им е потребна енергија од регионот. А во моментов, голем број танкери за нафта останаа од двете страни на Ормунскиот теснес ова утро, додека блокадата на клучниот воден пат од страна на Иран продолжува. Десетици танкери се запрени покрај бреговите на Обединетите Арапски Емирати и Оман. Силен земјотрес во Индонезија предизвика разорни штети. Има и една жртва. Јачината на земјотресот била 7,6 степени според Рихтеровата скала. Цунами со бранови високи 0,75 метри е регистрирано на 5 места, објави Reuters. Едно лице загина од паѓање на остатоци кога зграда што ја користела локалната спортска управа делумно се урна. Првичните извештаи покажуваат дека неколку куќи и една црква се исто така малку оштетени. Во тек е поцелосна проценка. А еве како изгледаше лансирањето на Арметис 2 на пат кон месечината. Четворица астронаути ноќеска полетаа од Флорида на мисијата Артемис 2, патување околу месечината, што го означува најхрабриот чекор на САД кон враќањето на луѓето на незината површина од 1972. Лансирањето помина без проблеми, а по стартувањето на моторите беа потребни десетина секунди за ракетата да полета, бидејќи тежи околу 4500 тони. За само неколку минути тие достигнаа брзина од 1235 км на час. Ова беше еден од најкритичните моменти во лансирањето, бидејќи тогаш најмногу се тестира издржливоста на ракетата. Ракетата СЛС на НАСА со капсула Орион беше лансирана од Вселенскиот центар Кенеди, непосредно пред изглед Сонцето. Доколку мисијата продолжи според планот, екипажот ќе лета околу месечината и назад во речиси 10-дневната експедиција, тестирајќи го вселенското летало, додека се пробива подлабоко во Вселената отколку што луѓето некогаш отишле. Неколку часа по лансирањето, НАСА сподели дека астронаутите имале проблем со тоалетот, но набрзо потоа открија дека проблемот е решен. Истакнаа и дека ова е тест мисија, па се очекуваат разни проблеми кои секако дека ќе се решат. А еве и една радосна вест од дома. Ученици од земјава ќе учествуваат на Олимпијада за роботски спортови, што ќе се одржи од 3 до 6 април во Грција. Македонија и оваа година има силно представување. 8 ученици од STEM академијата ќе ги покажат своите вештини на една од најпрестижните светски олимпијади за роботски спортови. Учениците ќе се надпреваруваат во најсложените дисциплини на ова глобално надпреварување, на кое ќе земат учество околу 1500 тимови од над 40 држави од целиот свет. Станува збор за најпредизвикувачката дисциплина на Олимпијадата, каде роботите се самостојно дизајнирани, самостојно изградени и самостојно програмирани од самите ученици. И за крај метео. Времето денеска ќе биде облачно со пообилни врнежи од дожд над 30 литри на метар квадратен, на повисоките места од дожд и снег, а на планините од снег. Ќе дува умерен, повремено засилен ветер од северозападен правец, кој ќе биде поизразен долж по Вардарието. Максималната температура ќе достигне од 6 до 12 степени. Почнувајќи од понеделник, 6 април оваа година, Македонија ќе потпадне под влијание на стабилна сува и значително потопла воздушна маса од југ, која позначително ќе предизвика температурите да бидат во пораст.
Гледавте вести, ви благодарам на довербата. Повеќе содржини побарајте на нашиот сајт и секако на профилите на Инстаграм и на Фејсбук на Слободен печат.